Финишираме во спортски стил, финишираме со тема спорт, финишираме со автомобилизам во денешното издание на емисијата Македонија на утро. Марко Блажевски е автомобилистот, е гостин во емисијата Македонија на утро. Успешен за наши услови секако, меѓутоа и за меѓународни стандарди, успешен старт на новата европска сезона за него во Клио Купот, што е прва сезона на толку високо ниво за Марко. Добро утро. Добро утро. Добро ни дојде во емисијата, ни допатува со резултати од 2 надпреварувачки викенда, па како помина на овие 4 трки? Па вака, првата трка ми беше на Балатон парк во Унгарија. Таму поминавме мощно добро. Имав неколку тренинзи пред да почнам со трките. Еден ден претходно имав 4 тренинзи, потоа имав уште еден тренинг со баљето и завршив на 9-то место на првата трка и на 10-то место на втората трка, што беше голем успех, бидејќи имаше 25 надпреварувачи. Додека втората трка на Red Bull Ring во Австрија, исто така малце беше потешко во Австрија, бидејќи имаше уште повеќе надпреварувачи, 30, што е рекорд оваа година во овој ESET Cup Bohemia Clio Cup, и завршивме на 11-то место на двете трки. За гледачите кои што ќе слушнат дека 11-то место е добар резултат и на кои што не им е јасно што значи да си некаде во првата третина од 30 надпреварувачи, само да им доловиме какви се условите за возење таму, а со што се соочуваме ние тука. Со оглед на тоа што немавме многу тренинзи да ја тестираме колата, додека сите други имаат и тестирање и возат повеќе 5-10 години. Живеат во автомобила, да. Ние немаме никаде да возиме, немаме ни толку финанси за да можеме да тренираме еден ден претходно, 2 дена претходно, така да €3.000 е еден тренинг во денеска противвредност, евака да се изразиме, да кажеме колку се тоа. Да, €3.000 еден ден, цел ден трак деј кој што се зима за да можеш да тренираш и вежбаш на стазата. Колку се овие тимови или овие возачи понапред од оние кои што доаѓаат од нашето поднебе? Па прошлата година јас што возе во Твинго Купот имаше доста добри надпреварувачи кои што отидоа во исто во други категории. Имаше првите 3-4 луѓе кои што се возевме таму беа добро, додека и нашите се добри. Прошлата година Давид Малинковски имаше добри настапи во овој Клио Куп, но он се откажа, не знам зашто. Така да возачите сега моментално што возам јас со нив во Клио Куп, првите 5 луѓе кои што се возат се стварно феноменални возачи, со кои што ќе биде тешко да се изборам, но мислам дека до крајот на сезоната ќе се фатиме со нив и ќе земеме некој подиум. Подиум нека биде првата цел. Кое било место? Дај Боже да е првото, зошто да не? Сме имале подиуми и први места нели во Твинго Купот. Колку има до крајот на сезоната? До крајот на сезоната имаме уште 4 викенди по 2 трки сабота и недела, така да имаме уште точно 8 трки, каде што се возат 2 во Словакија ринг, една во Брно и една во Мост, тие двете се во Чешка. Ќе бидат суви трки, нема да имаш подготовки пред тоа, нема да одиш на тренинзи, на трак деови. Како се снаоѓате со финанси? Има ли конструкција за актуелната сезона? Сега има многу малце помош од финансиска помош. Највеќе ми помогнуваат Automotive Group Renault, Impegna и ПСС. Така да што се бориме да добиеме некои нови спонзори кои што би ми помогнале за да можеме да истуркаме целата сезона до крај, па и да имаме некој трак да и плюс за да можеме уште да напредуваме. Чувствуваш ли дека спомена дека ќе атакуваш на подиум, меѓутоа реално чувствуваш ли дека на долги патеки, кога се би било како што треба или би било блиско до тоа како што треба, дека има шанса за резултати, има шанса за успех па и за погорните класи? Па имам се уште имам проблем да се навикнам на автомобилот, бидејќи овој автомобил е предна влеча, а јас до сега сите автомобили што сум ги возел и картингот и Твинго Купот беше задна. Така да се уште се прилагодувам на автомобилот за да можам да го совладам, би било добро да имам што повеќе тренинзи за да можеме да атакуваме на првите 3 места. Те следиме уште од картингот, редовен гостин си на програмата на македонската телевизија, долги години. Што е потребно да се направи во Македонија? Нема да го заобиколиме ова прашање, секогаш ќе го поставуваме при секое гостување на секој автомобилист. Што е потребно за да се направи во Македонија? Какви услови ви требаат за да може барем она основното да го задоволите, тренинг? Па, тренинг ни треба тркачка стаза која што немаме. Најмногу сме возеле во Серес, во Грчка, има стази во Србија, Наваке направи исто за тренинзи. Но тие се сепак не се толку добри стази како што на овие што возиме моментално, како што е една позната стаза Red Bull Ring, Hungaroring, тие се светски стази каде што возат и Формула 1 возачите. Така да мислам дека сме далеко од сето тоа. Добро, толку ли е проблем асфалт да се направи 3-5 километри една патека?
Тоа толку ли е страшна таа инвестиција? Па би требало, не е толку страшна инвестиција. Ќе се исплати самата. Ќе се исплати самата, да, точно така. Доаѓаат, има доста луѓе кои што доаѓаат за лето тука, каде што ќе може да прават трак да и со обични коли, каде што наместо по градските улици. Нормално да се тркаат или по автопатот Тетово Гостивар, како што се тркаат секоја вечер. Ќе си платат луѓето, ќе си изрентаат, може да си изрентаат и коли таму, ќе има и коли и ќе инвестицијата би се вратила 5 до 10 години. Тоа не е нешто премногу. Добро, и сега полека да сумираме, да финишираме кои се очекувањата на трките. Ги споменавме дека се 4 викенди, колку има растојание меѓу нив, како ќе се одвијат подготовките, што се очекува. Посакуваш подиум, кажавме, меѓутоа има ли шанса за напредок, резултатски, реално? Реално, мислам дека можам многу лесно да бидам во првите тројца, дека јас уште од дете возам картинг, кај што сум секогаш сум бил во првите тројца, имам таа амбиција, сакам да сум таму, имам тренинзи во мене уште од дете за возење напред, немам никаков притисок кога сум меѓу првите тројца, така да со 100% сигурност мислам дека ќе бидеме на некоја трка во првите тројца, доколку имаме тренинзи секако. Јована, имаше прашање поврзано со секојдневниот живот и само автомобилизмот? Добро, вака кога ќе дојде некој постигнува високи резултати, знаеш како народски верувам дека и те доживуваат и нарекуваат, добро, вие тркачите лесно вие, така, низ градските улици, како кога има метеж? Кога има метеж? Од трета во втора, од втора кога има метеж, одиме со тротинет. Оди алтернативен. Добро, се знае. Електричен? Електричен. Да. Добро, се снајде, добро.